Предговор. Од мали нозе една од големите мистерии за мене беа токму соновите, мои и туги, понекогаш забавни, некогаш ужасно страшни, час безсмислени, час многу поучни. Со тек на годините почнав да верувам дека во нив и тоа како постои смисла, порака, информација, предупредување, насоки. Но за нивно разбирање се испостави дека потребно е декодирање, разбирање на символичкиот јазик, не полесен од кинескиот. Додека не бев така длабоко допрена од нив, се задоволував со пребарување во стари соновници, разговор со блиски сродници, пријатели. Вистинското патешествие, на коему го должам моето длабоко внурнување во проучување на јазикот на соновите, започна во 1996 година, како последица од претрпениот страв од еден страшен сон. Од таа година до оваа 2025 година проучив илјадници страници со одветна литература, запишав и се обидов да анализирам илјадници своји и туги сонови. Мое скромно мислење е дека сега можам да го разбирам и говорам тој јазик, онолку колку што просечен човек умее да говори некој од познатите странски јазици. Наместо предговор. Поминаа 5 години од упокојувањето на мојот мил татко. Од 1996 до 2000 година татко ми и јас водевме очајничка борба за живот, потајно тој барал спас за мене, јас за него и помалку секој за себе. Притисната од страшна душевна болка од сознанието дека токму на ваков, би рекла, насилен начин ќе го изгубам својот животен сакан идол, од една страна, а дека моите две прекрасни мали дечиња, кои долго и желно ги чекав да се појават во овој невесел, за мене свет, ќе останат прерано без еден родител, од друга страна, во еден миг кога границата меѓу животот и смртта, разумот и лудилото страшно се доближи, крикнав. Господе мил, ако најдам милост пред Тебе, ми простиш и дадеш сила да продолжам да живеам, не за себе, туку за луѓето кои ми се мили, ти ветувам. Дека ќе ја раскажам нашава болка, со надеж дека на тој начин ќе се ублажи. Нечија туѓа и ќе поттикне некого да се бори со сопственото искушение за да продолжи да живее со силна вера во Тебе, кој се знае и може, како што сме направиле татко ми и јас, меѓутоа, дали од неверување во својата сопствена способност верно да го прераскажам она што преку болка, сега знам дека била благословена, слава му на Бога, го измени скоро од корен целиот мој понатамошен живот, или од несвесна инертост, времето немилосрдно си минуваше, а јас никако да седнам и да го исполнам своето ветување. Се до денешниот ден кога самата на себе си подготвив чаша со пелин од себе обвинување, дека не сум веќе човек од збор, дека сум неблагодарна и кон милиот Бог и кон милиот татко, дека совеста ми затаила, дека почувствував силна главоболка, изнемоштеност, депресивност и решив да прилегнам. Пред да заспиам усрамено и понизно се молев на Бога да ми прости мене, грешната што сум толку збунета и неснаодлива и да ме поучи што да правам. Длабоко во себе почувствував паничен страв да не се нурнам повторно во мрачните вртлози на мојата душа од кои само со Божја милост се извлеко. Помошта, како и многу пати досега, пристигна во сон, и тоа на каков ден Велик ден, Благовештение, 7 април 2005 година. Сон. Сопругот, јас и двете наши деца сме во дневната соба, сите седат, а јас нешто работам. Одеднаш од надвор го слушам гласот на мојот сакан, сега веќе покоен татко, секогаш сме се радувале на неговите посети, зашто беше добар, забавен, мудар. Го молам сопругот да му ја отвори надворешната врата, на мое запрепастовање. Тој не само што изгледа сосема рамнодушен кон саканиот гостин, туку воопшто и не се помрднува од местото. Дури и кога повтор пат ќе го замолам, тој останува сосема ладнокрвен, со замачкани раце не. Можам да отворам, сопругот не станува, а татко ми ќе помисли дека нема никој и ќе си замине, ме обзема очај и бес во толкава мера што луто го проколнувам сопругот, тој да замине и никогаш да не се врати. Веднаш ме обзема ужас од сопствените зборови, просто не ми се живее повеќе, но, му благодарам на Бога, се случува прекрасна пресвртница, од надвор допираат познати гласови и веднаш потоа во ходникот влегуваат, татко ми, мајка ми и две мои братучетки кои живеат недалеку од нашава куќа, ќерка ми ги пречекува. Во ходникот и пред воопшто да стигне да ги покани да влезат, тие се веќе во собата и седнуваат, сите се весели, а јас сум пресреќна, мајка ми била сосема случајно во посета кај братучетките. А таму се упатил и татко ми откако никој не му ја отворивме вратата и сите заедно решиле да ме посетат. Срдечно се поздравувам со сите со рака и допир образ на образ, а на татко ми со ракување му посакувам добре дојде.
Се будам, размислувам и се решавам. Го земам дневникот кој започнав да го водам од оној злокобен сон во 1996 година, каде се предскажува мојата блиска смрт, болеста на татко ми, борбата да се излечиме. Промените што ги доживеавме како резултат на сето тоа, па се до тажната разделба во 2000 година, со дневникот во торбичка се упатувам кон мојата духовна мајчица, црквата Свето Благовештение, за да се заблагодарам што сум здрава и жива. Што сум вратена во кроткото стадо на нејзини верници, јас толку грешната и недостојната за таков скапоцен дар верата во Бога и да замолам благослов за она што ќе се обидам да го направам најдобро што можам. Нека биде војата Твоја, Господе мил, амин.